Почитувани гледачи, добро дојдовте во првото издание на емисијата Рапорт на Канал Плюс телевизија. Низ анализи, репортажи, анкети и со гостување на стручни лица ќе разработуваме теми од областа на економијата, политиката, културата, како и социјалните случувања. Денешната тема со која ќе го започнеме новото издание на емисијата Рапорт е проектот Македонија вработува. Македонија вработува продолжува да се реализира и понатаму со значителни позитивни резултати во сите општини низ земјава. Континуирано се реализира овој проект и работи во голема мера за зголемување на работните места. Во текот на емисијата ќе направиме краток осврт и за останатите општини од источниот регион. Ќе видиме колку преку овој проект се отвориле нови работни места на истокот и колку граѓани се вработиле. Повеќе ќе слушнеме од нашиот денешен гостин, министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Добар ден и добро ни дојдовте, господине Спасов. Добар ден и добро ја најдовме. Проектот Македонија вработува продолжи да се реализира и понатаму со значителен резултат во сите општини низ земјава. Од кога е во реализација овој проект? Овој проект во реализација од крајот на април месец оваа година. Го создадовме со цел да им помогнеме на македонските компании да отворат нови работни места. Меѓутоа со приоритетна цел да им помогнеме на македонските граѓани кои што се невработени, кои што бараат работа. Овој проект ќе трае период од една година, односно до април, крајот на април месец следната година. Што велат бројките, еве? Бројките велат дека од ден во ден се зголемува бројот на отворени нови работни места преку проектот Македонија вработува. Дневно зависи од динамиката, помеѓу 50 и 100 нови работни места се отвараат само преку проектот Македонија вработува. Вкупно досега за околу 5 месеци се вработија вкупно 6440 лица, а им помогнавме на 4200 компании од прилика. Проект кој што и понатаму треба да продолжува да дава резултати. За која мерка има најмногу интерес? Најголем интерес има пред се за младите лица. За оние до 29 години приватните компании имаат ослободување од една година од социјални придонеси и персонален данок со плюс една година да ги задржат на работа. Практично ние со оваа мерка ја започнавме идејата за проектот Македонија вработува во 2014 година кога се создаде оваа мерка со период на траење од 2 години. За досега, односно од март 2014 оваа мерка отвори над 9900 нови работни места само за младите до 29 години. Потоа на оваа мерка ги додадовме и останатите од проектот Македонија вработува. Од проектот Македонија вработува најатрактивна е она за лицата до 35 години, односно 3 години ослободување од плаќање на социјални придонеси со една година обврска за работодавачите да ги задржат лицата на работа, преку која што се отворени над 2400 работни места. Секако има интереси за повозрастните категории. За која категорија има најмногу интерес? Еве за постарите од до 35 или За секоја од останатите категории има по околу 800 до 900 ново отворени работни места. И кај оние над 50 години, и кај оние над 58 години околу 900 отворени работни места, а исто така и кај категоријата од 35 до 50. Практично проектот дава резултати кај сите категории кои што се предвидени во Македонија вработува. Колку според вас еве до крајот на годинава ќе се намали бројката на невработени со овој проект? Проценка не можеме точно да дадеме, зависно од динамиката и од целата ситуација во државата. Позитивно е да се истакне дека и во една политичка криза во Република Македонија овој проект продолжи да дава резултати. Од ден на ден да се зголемува бројот на ново отворени работни места. Времето ќе покаже, меѓутоа дај Боже да продолжи да дава резултати. Во секој ден по 50 нови вработувања би имале уште дополнителна значајна бројка да околу некаде над 10.000 вработувања. Добро, еве владата ќе ослободува од плаќање задолжителни социјални придонеси и персонален данок за доход за компаниите кои ќе вработат граѓани од неколку категории. Кои се тие категории и какви се условите?
Категориите веќе ги наведов. Условите се компаниите да не го намалат бројот на вработени, односно да не доведе самиот проект на олеснување или ослободување од плаќање на социјални придонеси да се нарушат работничките права кај веќе постоечките вработени во самите компании. Односно доколку некој ја искористи мерката, било која од мерките проектот Македонија вработува, да не го намали бројот на вработени, редовно да ги плаќа платите и придонесите за сите вработени и редовно да ги плаќа давачките, односно даноците према државата. Ова се и на некој начин заштитни механизми со кои што ги обврзуваме компаниите да работат регуларно и да имаат расчистени обврски према своите вработени. Инаку со проектот практично се опфаќа неколку категории, и младите до 29 години, и оние до 35, и од 35 до 50, над 50 години, над 58, меѓутоа исто така и ранливите категории, примателите на социјална, постојана парична помош, родителите на деца со пречки во развојот, жртвите на семејно насилство, родителите без децата без родители и родителска грижа, и сите оние ранливи категории на кои што им е потребна поголема поддршка, за кои што има дури и 5 годишно ослободување од плаќање на социјални придонеси без понатамошни обврски за работодавачот. Господине Спасов, ви благодариме на гостувањето. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, а вие останете со нас, во продолжение следува анализа за секоја општина посебно. Со сите проекти кои што се реализира изминатиот период за намалување на невработеноста за само 4 месеци, се вработиле 5823 лица од целата држава. Доста успешен и значителен проектот Македонија вработува, се покажа и на источниот дел од земјава. Во рок од 5 месеци во неколку градови во Источна Македонија се имаат вработено над 1200 лица, што е задоволителна бројка. Само во Штип преку проектот Македонија вработува се отворени 365 нови работни места, во Кочани 380, во Пробиштип и Виница околу 60, а Свети Николе 100 лица. Да ги погледнеме последните анализи за општините од Источниот регион. Во Штип преку проектот Македонија вработува се вработиле 250 лица, што е вистински показател за успешноста на овој проект. Периодов најактуелна мерка во центрите за вработување во Македонија е проектот Македонија вработува. Според последните анализи на Државниот завод за статистика, најголемиот дел од вработените имале плата во висина од 10.000 до 12.000 денари, а секој 10 пак примал 2.000 денари повеќе од оваа сума. Оние со најмали плати кои примале скромни 8.000 денари биле најмалобројни, односно 1,4%. Во Штип последните 3 месеци се вработиле 250 лица, од кои 170 се млади до 29 години и 20 лица со над 58 години, на кои им недостигаат уште неколку години стаж за во пензија. Продолжуваме со самата програма Македонија вработува. Имаме секој ден, доваѓаат работодавачи, ги прашуваат условите под кои може да вработат лице. Овде можеме да ги спомнеме и самите активни мерки што се за вработување. Во моментот имаме обука кај познат работодавач, каде кај самите работодавачи можат да се пријават невработените лица, поточно кај нас се пријавуваат, но обуката се врши кај работодавачите во реални услови во трајање од 3 месеци и се исплаќаат надоместок од 6.000 денари за сите невработени лица што ќе учествуваат во оваа програма. За активните мерки кои ги нудат владата и центрите за вработување најчесто се заинтересирани работодавачите со помали фирми кои имаат помал број на вработени. Вработувањето може да настане во комбинација со некоја активна мерка од центарот за вработување што ја нудиме, исто така и со самиот проект Македонија вработува. Може да ги искористи во пакет двете мерки, да биде ослободен од придонеси од 3 до 5 години во зависност од старосната структура на практикантот. Инаку во моментов во Центарот за вработување во Штип има околу 2500 невработени лица, вклучувајќи ги сите корисници на паричен надоместок. Меѓутоа оваа бројка постојано варира во зависност од тоа колку лица ќе заминат во пензија, колку нови ќе се пријават како баратели на работа и секако во меѓувреме на колку лица ќе им се промени работниот статус.
Проектот Македонија вработува успешно се имплементира во општина Пробиштип. Преку Агенцијата за вработување пробиштипјани пројавуваат голем интерес и тоа според податоците од директорот Владко Јордановски. Проектот Македонија вработува успешно се имплементира во општина Пробиштип. Преку Агенцијата за вработување пробиштипјани пројавуваат голем интерес и тоа според податоци од директорот Владко Јордановски. Од април годинава до денес се вработени околу 60 лица, а бројот на фирми кои аплицирале за користење на поволностите изнесува 36. До 29 години се имат вработено 10 лица, до 35 години 23 лица се имат вработено, над 50 години 8 лица, од ранливите групи 1 лице, над 58 години се 3 лица. Можам да кажем и дека по образование, значи со основно образование се вработени 10 лица, средно образование 42 лица, со високо образование 8 лица. Дејности во кои овие лица се ангажирани или вработени се производството, трговијата, транспортот и угостителството, како и компании или фирми со слични дејности. Во однос на делот од проектот кој се однесува на само вработување на невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување во Пробиштип, годинава на огласот за користење неповратни средства се одзвале околу 19 лица, кои веќе работат на сопствени бизниси, додека условите за повратни средства ги користат 5 лица. Интересот бил претежно во областа на трговијата или за најчиството. Сето ова допринесува до намалување на евидентираниот број на невработени лица во Агенцијата за вработување во Пробиштип. Во моментот значи имаме 1500 лица кои што се изјаснени како активни баратели на работа и 500 лица кои што категорија ние ги викаме тие пасивни баратели на работа, односно лица кои што во моментот не прифаќаат, односно не се спремни да работат. Такви имаме 500, значи вкупно некаде околу 2000 лица. Според податоците од подрачната единица на Агенцијата за вработување во Пробиштип, по пререгистрацијата од 2013 година биле регистрирани околу 2600 невработени лица. Во општина Кочани, која е една од општините во која има отворено поголем број на работни места преку проектот Македонија вработува, бројот на отворени работни места изнесува 256. Меѓу бројот на невработени лица во Агенцијата за вработување во Кочани се наоѓаат и инвалидизирани лица на кои со последниот оглас за вработување им се даде шанса да формираат сопствен бизнис на сопствена идеја и да можат да вработат 2 лица. На средбата што Агенцијата за вработување во Кочани ја одржа со заинтересираните инвалидизирани лица, истите беа информирани за условите на огласот, пред се за финансиската поддршка за реализација на бизнис идејата, како и за експертската поддршка во форма на обука за претприемништво и водење бизнис. Раководителот на подрачната служба на Агенцијата за вработување Звонко Паунов ја истакнува подготвеноста за помош на вакви невработени лица. Оперативниот план на владата за активни мерки и политики предвидено е оваа година, значи за прв пат се објавува оглас за самовработување на инвалидни лица, во кој што оглас е нагласено дека оние лица кои што ќе ги исполнат условите ќе им биде одобрено 310.000 денари неповратни средства, со тоа што за оние бизниси за кои што ќе се искаже потреба дека ќе има потреба од едно или најмногу до 2 вработувања за извршување на бизнисот, дополнително ќе бидат поддржани со уште 92.000 денари за секое вработено лице. И проектот Македонија вработува во општина Кочани ги дава очекуваните резултати. За нецели 5 месеци во неколкуте погони на странски компании се вработени над 300 лица. Министерот за труд и социјална политика истакна дека преку проектот Македонија вработува од ден на ден се зголемува бројот на нови отворени работни места. Македонија вработува има значајно влијание за намалувањето на невработеноста во нашата држава и за создавањето на нови работни места. Ово особено е изразено со вработување на млади лица до 35 години во компаниите од Кочанско-Виничкиот регион.
Во Виница во моментот 200 нови работни места стојат на располагање на 883 активни баратели на работа. За 883 активни баратели на работа во Виница во моментот стојат на располагање 160 до 200 нови работни места, најмногу во текстилното производство. Австриската инвестиција која го најави производството од средината на јули објави оглас за 100 до 150 работници, што секако ќе повлече трансфер од конфекциите во кој платите доцнати по 2 до 3 месеци. Десетина работници се барати во производството на мебел, а во некои од поголемите производствени капацитети во градот постојано има потреба од нова работна сила, бидејќи неретко младите за месец-два се и откажуваат. Виница е една од подобростоечките општини во регионот во делот на вработеноста, така да според официјалните статистики, односно според Агенцијата за вработување, Виничка општина има некаде околу 890 активни баратели на работа, вкупно околу 5000 вработени, од кои 900 околу 900 се вработени во администрацијата. Меѓутоа во последните години Виница бележи доста значаен економски развој, се градат нови капацитети и се отвараат многу нови работни места. Се на се зголемува цената на трудот. Факт е дека во Виница има доста иселени кои што работат во западноевропските земји, посебно во Италија, и наша интенција е преку зголемување на цената на трудот, односно зголемување на платата, да им дадеме можност на овие луѓе кои што се иселиле во некое време да се вратат овде и да најдат работа во нашата општина. Се надеваме дека во наредниот период уште повеќе ќе се намали оваа невработеност од 890 активни баратели на работа. Еве исто уште еден факт дека во новата индустријска зона оваа година од месец август се очекуваат 100 нови вработувања во текстилната фабрика Текспорт, новата австрийска инвестиција, и со новата технолошко-индустријска развојна зона која што следната година би требало да има нови инвестиции, ќе се отварат уште повеќе работни места и Виница има една добра перспектива. Имајќи ја во предвид старосната структура на невработените лица, меѓу кои најбројни се оние на возраст од 50 до 59 години и од 15 до 29 години, за работодавците ова е еден поволен период за искористување на мерките од проектот Македонија вработува, со кој тие се обврзани на работникот да му даваат само плата, а придонесите ќе ги плаќа државата цели 5 години. Според раководителот на агенцијата Орце Христовски, мерката од 15 април досега ја искористиле 13 лица, а уште 7 чекаат да се вработат. Меѓутоа, од минатиот март па досега во категоријата до 29 години вработени со ослободување од придонеси се вкупно 116 лица, а со мерките за само вработување 2014 година се обезбедени 100 нови вработувања. Сепак, анализите од оваа и претходната година покажуваат намалување на невработеноста. Ако во мај лани биле 2309 невработени, во мај годинава се 2061. Меѓу нив, дури 88 лица се со високо образование кои активно бараат работа, а 5 се магистри. Македонија вработува досега со своја екзистенција и во општините Делчево, Берово, Македонска Каменица и Пехчево, обезбедиле близу 200 граѓани. Во Пехчево и Берова досега проектот Македонија вработува отворил работни места за 105 граѓани за само 4 месеци. Состојбата на нови вработени лица во општините Берово и Пехчево е следната. Владата на Република Македонија со проектот Македонија вработува дава можност и не само можност, туку и поддршка на работодавачите од приватниот сектор за проширување на нивниот бизнис, за намалување на трошоците во нивното работење и креирање на нови работни места со ослободување од платење на придонеси од задолжително социјално осигурување. Конкретно во Центарот за вработување Берово, од денот на почнувањето на Законот за дополнување и осигурување во случај на невработеност, се поднесени барања за ослободување од придонеси за социјално осигурување од вкупно 50 работодавачи и се креирани и создадени нови 70 работни места. Грото од новите работни места се за лица на возраст до 35 годишна возраст,
нешто помал број за лица од 35 до 50 години, над 58 годишна возраст и над 50 годишна возраст. Во зависност од тоа од која возрастна група е вработеното лице, работодавачот е ослободен од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување за период од 3 години или 5 години. Работодавачот ако вработи лице од евиденција на невработени до 35 годишна возраст е ослободен од плаќање на придонеси за време од 3 години со обврска да го држи на работа плюс 1 година. Од 35 до 50 годишна возраст е ослободен од плаќање на придонеси 5 години со обврска да го држи на работа плюс уште 1 година, а ако вработи лице над 58 годишна возраст е ослободен од плаќање на придонеси до исполнување на услови за старосна пензија. Инаку овие бројки и тоа како влијаеа на намалување на вкупната бројка на невработеност во државата, која заклучно со вториот квартал од годината е на историски најниско ниво од 26,8%. Освен овие поволности со мерката за вработување на млади лица до 28 години со 1 година ослободување од плаќање придонеси за приватните фирми, за околу година и пол се вработени околу 9600 лица на територијата на Република Македонија, од кои дел и во Источна Македонија. Проектот продолжува да влијае и на креирање на нови работни места и во Делчево и Македонска Каменица. Досега преку овој проект се вработеле 111 лица. Во општините Делчево и Македонска Каменица преку овој проект досега се вработиле 111 лица. Од нив 45 лица кои добиле вработувања се до 35 годишна возраст, 20 граѓани се вработени согласно критериумите за вработување од 35 до 50 години, додека вработени лица над 50 годишна возраст има вкупно 40. Нови вработувања добили и 4 лица кои влегуваат во критериумите за вработување во делот на жртви на семејно насилство, деца без родители и други ранливи категории. Најмал е делот на вработување на лица над 58 години, тука бројката на ново вработени лица во општините Делчево и Македонска Каменица изнесува 2 вработувања. Она што го прави интересен проектот Македонија вработува за општините Делчево и Македонска Каменица е тоа што во над 100 од случаите на нови вработувања, вработените лица се жени. Ги проследивме последните бројки од проектот Македонија вработува. Се очекува ваквиот тренд да биде во пораст и во иднина. Ова беше првото издание на емисијата Рапорт на Канал Плюс. Се гледаме следната седмица со нова тема и во истиот термин.